Солидарноста е највредната валута која што ја имаме. Не треба да ја трошиме, туку треба да ја споделуваме. Во Северна Македонија секој четврти жител живее на прагот на сиромаштие. Можеме ли заедно да направиме нешто за да ја подобриме оваа ситуација? Во моментот има огромен број на семејства кои што се во социјален ризик. Нивните деца се потенцијални возрасни луѓе во социјален ризик. И не е идејата ние да им дадеме само храна и ранеци, туку да им дадеме љубов и да им дадеме мотивација дека можат. Значи, во секојдневниот живот, кога детето сака да работи, го гледате дека оди на 3 тренинзи дневно, а нема како да стигне бидејќи нема со авто, ние сме тука да прискочиме и да кажеме ајде да се организираме да купиме еден велосипед. Па купуваме велосипед за да стигне тој секаде. Тоа дете да стане продуктивен, среќен граѓанин кој што утре нема да биде товар на ова општество. Со акцент на моje инсистирање на деца од рурални средини. Бидејќи во Скопје е многу лесно, односно многу полесно да се најде работа за родителите, но луѓето од рурални средини, особено од села кои што се сосема исклучени, тие немаат можност за ништо. Половина од децата во нашата земја немаат основни услови за живот, но тоа не треба да биде причина за да не се остварат нивните соништа. Да ги поттикнеме граѓаните, институциите и компаниите да бидат хумани и одговорни, да му дадеме шанса на секое дете. Од првите години, децата кои што беа, ние имаме летен камп, децата кои што беа дел од летниот камп, а потоа влегуваа во сите проекти, со нивните родители се зближивме. Секогаш кога има некаква потреба за некоја помош, без разлика дали е тоа образование или секојдневен живот, ни се обраќале нам. Сме станале пријатели. Деца кои што се запишаа на факултет, кои што се моментално со најголеми пофалби, еден од нив е врвен атлетичар, имаме врвен балетан кој што сега се запиша на врвна академија, информатичар. Ние сме солидарен народ, дека моторот и грбот на проект Среќа од секогаш најмногу биле обичните луѓе, луѓето од средната класа, оние кои што можеби немаат премногу, но сакаат да дадат без разлика која сума е таа и зашто е тоа. За секој човек терминот среќа е многу различен. За оние кои што се во некаква тешка ситуација животна, кога мајката е сама и нема средства како на нејзиното едногодишно бебенце да му купи пелени и млеко и храна, да им го овозможите тоа и да ги обезбедите, значи мали работи знаат да направат голема среќа. За децата кои што имаат многу веројатно среќа е нов PlayStation, нови добри патики, а за нас возрастните е многу тешко да се дефинира што е тоа среќа, бидејќи ние со нашето созревање губиме многу од радувањето на мали нешта.